Египет бил прибежиште за Божиот народ на времето, но се сменил фараонот, се сменила власта и од прибежиште сега станал тежок јарем за израелскиот народ, кој што поприлично се намножил и сега место сите оние предимства кои што ги имале во времето на Јосиф, сега чувствуваат тежок јарем. Робство, биле принудени на тешка работа, на изградба на оние пирамиди, на еден куп други, веројатно, споменици, на еден куп божества кои што, нели, ги почитувале египтјаните. И навистина им дошло тешко. И тоа поминувале години и години, како да губеле надеж кога ќе дојде избавувањето и кој е тој кој што ќе ги избави. Каде е Господ, се прашувале. Знаете, минатиот пат исто така спомнавме, изборувавме, темата ни беше за потешкотиите, неволите во кои што може да се најдеме, па извлековме многу убави совети од Павле, од неговото искуство во затворот во Рим, каде што, нели, меѓу другото, го пишува и она послание до филипјаните. Значи, со секоја промена на власта се случуваат промени. Ќе видиме кај нас какви промени ќе се случат. Но да отвориме во Излез, 3 глава, 7 стих. Излез, 3 глава, 7 стих. Како да потонале сите надежи, како што реков, дека ете ќе видат бел ден, што се вели израелците, после оние убави години со предходната власт, предходниот фараон, доека, нели, се уште бил жив и Јосиф. 3 глава Излез, 7 стих. Но дали Господ не заборава кога ни е тешко? Дали е индиферентен, дали не го интересира што се случува со нас? Нашиот Господ не е таков. Погледнете и овие 2 стиха, 7, па подосна и 8 стих, да видиме колку глаголи овде се содржат, кои што се многу битни. Може да ги разгледаме сите поред накратко. Ги видов страдањата. Значи, ова е како Господ ќе му се јави на Мојсеја, преку, нели, она капина, која што горела, не догорувала, и му се обрека на Мојсеја и му вели: ги видов страдањата на својот народ во Египет. Дали Господ ги гледа нашите страдања? Или овде ги видов? Видите како? Господ се гледа. Посебно е допрен од тоа кога страдаме, од нашите страдања. Ги видов страдањата на својот народ во Египет, продолжи Господ, и му ја чув тужбата против неговите угнетувачи. Господ ги слуша сите наши лелеци, сите наши повици. Ги видов страдањата, ги чув, како викаат. Познати ми се неговите маки. Господ ги знае нашите маки. И тоа, знаете, овој глагол, овој збор познати, не станува збор само за онака познавање, нели? Интелектуално познавање. Не е туку искуствено познавање. Да се сетиме кој е Бог, како реагира Бог во Јован 11 глава, ајде да отвориме на кратко, во Јован 11 глава, кога Исус намерно, нели, ке задоцни, ке дојде покасно малку, веќе на гробот на закопаниот Лазар, и тука е Марта, тука е Марија, во 33 стих во Јован 11 глава, кога Исус ја виде како плаче Марта, односно Марија овде беше, и како плачат јудејците кои дојдоа со неа, се растажи во духот и се потресе. Имаме Господ кој што е сочувствителен, Господ кој што гледа, кој што слуша и кој што го допира сето тоа. На тој начин тој ги знае нашите маки. Да не ја подсетувам повторно на она проповед на Луне, како тоа Исус споменал ни се и претрпел се
и знае како ни и нам во маките. Подосна, нели, доаѓа оној стих 35 еден од кратките, најкраткиот стих, Исус просолзи. И не дека Исус плачеше за Лазара, затоа што знаеш, нели, дека ќе го воскресне после некој миг, туку пред се плачеше за оној народ насобран таму кој што е неверен, кој што и покрај тоа големо чудо кој што наскоро ќе се случи, Исус гледајќи во времето нанапред, ќе види дека мнозина од тие нема да се спасат, нема да поверуваат. Колку Господ сочувствува, тоа е наистина, мислам, излишно да се зборува, толку многу моменти има во Библијата кои што укажуваат на тоа. Исаија 63:9. Исаија 63:9. Многу убав стих, само почетокот од стихот не е битен. 63 глава Исаија 9 стих. Во сите нивни тешкоти и тој ги сожалуваше. Во сите, нема тешкотија во која што Господ не сочувствува со нас и не знае како ни е. Иако, еве, нели, долго време поминале во робство, долго време биле измачувани, но Господ секојаш знае како и кое е времето и што треба и кога треба да настапува. И сега се вратиме назад на стикот, значи во Излез 3 глава, во 7 стих видовме дека Господ гледа, Господ слуша, Господ ги знае нашите маки и страдања. И што чари од тоа сега, ако гледа и ако слуша, ако ги знае? Тоа Господ не застанува тука. 8 стих вели, 3 глава, значи, Излез, 8 стих. Затоа слегов да го избавам од египетските раце. Слегов да го избавам. Зарем нашиот Господ Исус Христос не слезе за да не избави? Што направи Господ за нас? Затоа слегов да го избавам од египетските раце и да го одведам, внимавајте, значи не само да слезе, да не избави, туку и да не одведе, да го одведам во добра и пространа земја, во небесниот Ханан, не читаме понатаму. Господ Исус го остави тоа величие, го остави небото, го остави царскиот престол, се сивна, слезе и стана како еден од нас, стана човек, за да не избави, за да не подигне, за да не земе, нели, како што го кажа она прекрасно ветување во Јован 14 глава. Отиде за да ни подготви место и да дојде и да не земе со нас во небесниот Ханан, кај што вечно ќе живееме, односно подосна, нели, на новата земја, ветената земја. Да се подсетиме на случајот во Дела 9 глава, Дела апостолски 9 глава, но онаа средба со Савле. Савле се среќава со Исуса. И што му вели Исус таму? Од 3 стих читаме: кога на својот пат му се приближи на Дамаск, одненадеж го осветли светлина од небото и падна на земјата и чул глас кој му рече: Савле, Савле, зошто ме гониш? Кого гонел Савле? Видите како Господ сочувствува. Не, како се вика, има разлика, нели, симпатија, емпатија. Значи, он како да го чувствува на себе, не како него, така е. Савле ја гони Божјата црква, ги гони Божите слуги, а Исус му вели: Савле, Савле, зошто ме гониш? Тој го чувствува на своја кожа, значи. А тој му вели: кој си ти, Господе? А тој рече: јас сум Исус, кого ти го гониш, уште еднаш повторува. Тешко ти е да се риташ против бодело. Тоа е нашиот Господ. И Господ го избира Мојсија, или ова е случајот баш кога му се јавува на Мојсија, го избира Мојсија за оној свој слуга кој што преку кога ќе се послужи да го избави својот народ од Египет. И знаеме, тоа се случува после она последно зло и Паската, кога преку крвта на она заклано јагне се мачкале до вратниците и над вратниците, за да ангелот
на смртта ги одмине Пасовер, значи, да ги одмине оние кои што ќе ги имаат намачкано, значи, своите надвратници со крвта на закланото јагне, кој што го символизира, знаеме, нашиот Спасител. Паската, јагнето, крвта и избавувањето. И потоа, читајќи во прво послание до Коринќаните 10 глава, Павле ни кажа таму дека како што преку крвта, преку тоа заклано јагне е нашето избавување, потоа следи и искуството со Црвеното море, преку кое што вели, еве да читам, прво послание до Коринќаните 10, од први стих: не сакам да ви остане непознато, браќе, дека сите наши татковци беа под облакот и сите минаа низ морето и сите се крстија во Мојсија, во облакот и во морето. Избавувањето од Египет, преку крвта на јагнето, потоа крштевањето во Црвеното море. И сега се наоѓаат во пустината, и самата пустина и ова нивно путешествие е полно со поуки за сите нас денеска. Не завршува се со крштевањето, нели, во нашето искуство, прифаќајќи ја жртвата Христова, со вера, нели, биваме крштевани, меѓутоа не завршува се тука. Сушност тука почнува, нели. Потоа доаѓаат искушенија, потоа доаѓа она одење низ пустината, кај што ние се посветуваме, кај што цврстаме во вера и кај што може да се случат разноразни кушања, односно тестови на нашата вера. Така било случај и со нив. Излез 17 глава. Овде се случува еден момент кој што е битен и затоа е забележан. Излез 17 глава, читаме од 1 до 3 стих. Целата израелска заедница по Господова заповед тргна натаму од пустината Син. Се влогорија кај Рафидим. Таму немаше вода да пие народот. Пустина е. Нема вода. Затоа народот почна да се препира со Мојсија и вика: дај ни вода да пиеме. А Мојсија им вели: зошто се препирате со мене? Зошто го искушувате Господа? Пазите, нема вода и видите колку лесно забораваат. Претходно го имаат искуството со Црвеното море. Прекрасно искуство. Кај што Господ ги избавил со своја рака. Колку брзо забораваат. Сетите се, нели, и на проповед од Дехран, што имавме овде, за оние начини како да се сеќаваме, нели, на нашите искуства. Но тие забораваат. Зарем немале доволно докази за силата Божја? Претходно ги довел до тука и сега незадоволни, немаат вода. Што ќе биде со нас, вели текстот, често пати тоа го користат. Во 3 стих вели: народот ожедни за вода, па ропташе против Мојсија и говореше: зошто не изведе од Египет? Зар да не помориш со жет? И нашите деца и нашиот добиток? Зошто излеговме од Египет? За да умреме овде во пустината. И што се случува? Како реагира Господ? Што да правам со овој народ, се обрека, нели, Мојсей кон Господа, уште малку па и ке ме каменуваат, пазете, толку биле разјарени, што уште малку да му се нафрлат на Мојсей да го убијат. Истопи пред народот, му рече Господ на Мојсија: земи со себе неколку израелски старешини, земи го во рака стапот, познатиот негов пастирски стап, со кој што, пазите што, при секоја казна во Египет, Мојсија го користи стапот. Ќе видиме подосна што ова значи. Земи го стапот во рака, со која ја удри реката и тргни, а јас ке стојам пред тебе таму на карпата во Хорив. Удри по карпата и од неја ке потече вода, па нека се напие народ. И Мојсија направи така пред очите на израелските старешини. Овде имаме еден куп поуки. Што значи стапот овде? Што е карпата? Што значи ова удирање? Во истиот текст во кој што читавме, нели, за крштевањето низ водите на Црвеното море, во прво послание Коринќаните 10 глава, подолу ако читаме,
стои дека, 3 стих, значи прво послание Коринјаните 10, 3, и сите јадеа иста духовна храна, и сите пиеа иста духовна напивка, зашто пие од духовната стена, карпа, која што ги следеше, и таа карпа беше кој? Христос. И сега да отвориме во 89 псалм. Што значува стапот во овој случај? 89 псалм. Од 30 стих до некаде 32. 89 псалм. Од 30. Ако неговите синови го остават мојот закон и не одат според моите наредби, ако ги престапат моите одредби и не ги чуваат моите заповеди, со прачка, со стап, поточно, прачка, добро, во ред, ќе го казнам нивното недело, со лути удари нивната вина. Што сега значи овој стап и ова удирање? Не случайно спомнав, казните во Египет, Господ ги спроведува преку Мојсија и преку стапот. Значи, тој стап, тој удар, значи казна. Казна за греот, казна за неделата. Сега, ако карпата е Исус, удирањето по карпата, што значува? Кога беше удрен Исус? Ова е една прекрасна слика за крстот Голготски, всушност. Исус беше удрен со казната за мојот, за твојот, за сите наши греови на крстот Голготски. Тој го прими тој удар и тоа требаше да се случи нели еднаш. Видиме подосна пред самиот влез во Ханан, зашто Мојсей не требало да ја удри карпата. Значи, Исус го прими ударот, ја прими казната за гревот врз себе, за да можеме ние да живееме. Преку овој удар на карпата, израелците биле спасени. Значи, добиле вода. Замислите се, имале вода цели 40 години, храна да не спомнуваме, мана од небото цели 40 години, обувките не им се искинале, облеката не им изветвела. Какво искуство? Цели 40 години из пустината, кој што кружеле, нели, поради непослушност и неверие, не за друго. Требало многу порано да влезат, знаеме тоа. Дотвориме за кратко во Исаија 53 глава, на позната 53 глава Исаија. Четврти и пети стих. А тој, Исус, ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки, доека ние сметавме дека Бог го бие и го понижува. Исус го прими ударот, го прими заради нас, место нас. Петиот стих, за нашите престапи беше прободен, сотрен за нашите беззаконија, казната за нашиот мир падна врз него, преку неговите рани ние се исцелиме. Колку убава слика за Евангелието, всушност, во Стариот Завет, преку овој пример. 40 години, реков, вода, храна и се што им е потребно. И сега, после 40 години, пред самиот влез во Ханан, ова е нешто што одговара на нас, на нашето време, ние сме, веруваме, пред самиот влез во Ханан. Што се случува? Како може ли да ја повторат истата грешка? И зашто сега однеднаш снемало вода, која е пуката во Броеви 20 глава? Отвараме во Броеви или 4 Мојсиева 20 глава. Од 1 до 5 стих некаде читаме. Значи Броеви или 4 Мојсиева 20 глава. Ова е после 40 години. Потри за левите синови стигна сета заедница во пустината Цин, во првиот месец народот се настани во Кадис. Марија, значи, сестрата Мојсиева, почина таму и ја погребаа таму. И таа не влезе во Ханан. Нема цела една генерација, мислам, не влезе, освен, нели, знаеме, Исус Навин и Халев. Еве сега да ќе видиме зашто и Мојсија не влегол. Немаше вода за заедницата.
Зошто се одеднаш немало вода? Пред самиот влез во Ханан. Да застанеме тука, држите прст да свртиме во второ законие, или пета Мојсеева, во втората глава. Што им рекол Господ? Пред самиот влез во Ханан. Ова требало да биде момент кој што ќе представува радост за нив. Ова требало да биде подсетни дека тие се наоѓаат близу Ханан, само што не влегле таму. Со причина снемало вода. Значи, втората глава, пета Мојсеева, второ законие. Читаме од први стих, па некаде до 7. Тогаш се свртевме и тргнавме во пустината кон Црвеното море, каде што ми нареди Господ, вели Мојсей, значи. Долго се вртевме околу гората Сир и Господ ми рече, доста се вртевте околу оваа гора, завртете кон север. И на народот наложи му вака, сега ќе поминете преку подрачјето на своите браќа, Исавови потомци кои живеат во Сир. Тие се бојат од вас, ама и вие припазите добро. Не зафаќајте бој со нив, зашто нема да ви дадам ни стапка од нивната земја. Гората Сир му ја дадов на Исава во наследство. Купувајте од нив храна. Се одеднаш нема ни мана, треба да купат храна од своите браќа со платежни средства, за да имате што да јадете. И вода за пиење купувајте од нив со платежни средства. Па Господ твојот Бог, и сега повторно се повикува на тоа да се подсетат на цели овие 40 години, што правише Господ за нив. Те благослови во сите дела на твоите раце. Тој бдееше на твоите патувања низ оваа голема пустина. Овие 40 години Господ твојот Бог беше со тебе и ништо не ти недостасуваше. Забравив да спомнем, нели, оној облак секој ден, сенката што имале. Огнениот столб секоја вечер. Но сега се пред самиот влез на Ханан, нема вода, нема храна, еве го советот, купете од нив. И наместо ова да еме подсетник дека еве тука се на влезот на Ханан, тие заради тоа што нема вода повторно ќе почнаат да роптаат, да негодуваат. Еве читаме, значи се враќаме сега во 4 Мојсеева, Броеви 20 глава, да го дочитаме текстот. Втори стих, значи немаше вода во заедницата. Затоа се здружија против Мојсеја и против Аарона. Народот почна да се препира со Мојсеј и да вели: "О, да бевме изумрели." Повторно истите зборови, после 40 години, повторно истите зборови, пред самиот влез во Ханан. "О, да бевме изумрели, кога и нашите браќа загинаа пред Господа. Зошто го доведовте Господовото општество во пустинава, за да изумреме тука и ние и нашиот добиток?" Како сега Господ ќе постапи? Постојано гледаме Господовата милост овде. Пазите, и во претходниот случај, место со стапот да удри по нив, така се изразам, затоа што заслужиле, навистина, Господ ќе му рече на Мојсија: удри по карпата со стапот и дај им живот. Место врз нас, казната падна врз Исуса Христа, за да ние имаме живот. Прекрасни слики. Мислам, целото ова патешествие нивно низ пустината е полно со еден куп слики кои што го сликуваат целото Евангелие, всушност. Петиот стих вели: "Зошто не изведовте од Египет, за да не доведете во незгодно место, место кое нема ни жито, ни смокви, ни грози, ни калинка, ништо нема, нема ни вода за да пиеме." Мојсей и Арон отида од народот кон влезот на шаторот на средбата и паднаа на своите лица. Господовата слава им се јави тогаш и еве како постапува Господ. И Господ им вели на Мојсија: "Земи го жезолот, земи го стапот, ама па ти и твојот брат Арон соберете го општеството, тогаш пред нивните очи речете и на карпа." Убава поука. Исус еднаш бил удрен, еднаш за секогаш беше принесен како жртва за нас, за да ние имаме живот, за да ние имаме спасение. Но Мојсей, разгневен, цели 40 години трпел, значи, иако Мојсей, нели, забележан како човек кој што бил неверојатно кроток, еве, му попуштиле нервите, да кажам така, овде,
Меѓутоа знаеме и од неодамна имавме утренски стихови, кои што ги поминавме, кај што Елен Вајт убаво кажува дека изненадно искушение дошло врз Аарона и Мојсија и тие многу брзо после тоа се покајале за истото. Меѓутоа Господ не е дозволил и ова има своја поука, ќе видиме на крајот, ќе спомнам за ова. Господ не дозволил сепак да Мојсија влезе во Ханан. Ќе рече, па ситница. Што се изнервирал сега човекот? 40 години трпел. И место да ја рече на карпата удрил по неја. Да дочитаме само, значи Господ му вели: земи го жезлот и ти и твојот брат Аарон, соберете го општеството, тогаш пред нивните очи речете и на карпата и таа ќе даде вода од себе. И така ќе им извадиш вода од карпата и ќе ги напоиш општеството и неговиот добиток. Мојсей го зеде жезлот пред Господа како што му нареди, потоа Мојсей и Аарон го собраа народот пред карпата, па Мојсей им рече, пон со себе малку во овој момент: чујте, бунтовници, дали ќе ви извадиме вода од карпа? Забравајќи на Господа, мислејќи дека тој е оној кој што ќе им даде вода, ја подигна раката и удри со жезлот и дури 2 пати по карпата. И сепак вода потекло. И ова се прекрасни поуки. Значи, да, Мојсей не требало да удира по карпата. Исус веќе еднаш требало да биде ударен, да се принесе на жртва, да го прими целиот удар на гревот, на сите наши болести, сите наши немоќи, кои што читавме во Исаија. Но и покрај ова Господ е милостив и Господ пак им дава вода, пак им дава живот. Која е лекцијата? Овде има една многу значајна лекција. Мојсей ќе ја научи лекцијата, иако овде нели изгрешил. Значи, сакав да спомнам околу тој момент исто. Зошто на Мојсей не му било дозволено покрај ова? Нели се покајал, па не влегол во Ханан? Зошто не му било дозволено? Знаете, денеска се уште постои мислење во адвентистичките редови дека не можеме ние да се справиме со гревот, ние ќе си грешиме до крај. Дали е точно дека можеме да грешиме до крај и на крајот да влеземе во Ханан? Не. Господ не дозволил и поради ова ситница ќе кажам, ама пазите, ако се вратиме назад, па и Адам и Ева, па не направили кој знае што? Кој знае што? Ама скинале, односно ја прекршиле единствената заповед што имале. Единственото дрво од кое што не требало да земат. Пазите, да отвориме само на кратко во Евреите. Овде има една многу значајна поука. Евреите, 6 глава, 4 до 6. Посебно за ова наше време, за нас. Ние сме пред влезот во Ханан. Што правиме ние? Дали ние одиме пред карпата, кој што е Исус, и разговараме со неа, со Исуса разговараме и бараме сила, бараме милост во сите наши немоки, за да можеме да се справиме со секој наш грев, со секој наша немок и да достојни можеме да влеземе во Ханан. Или правиме нешто друго. Евреите 6 глава, значи реков од 4 до 6. Сериозни зборови, многу сериозни зборови. Зошто е невозможно оние кои еднаш се просветлени и кои го вкусиле небесниот дар, станувајќи учесници на Светиот Дух, и кои ги вкусиле доброто Божие Слово и силите на идниот век, а сепак отпаднале, пак повторно да бидат обновени за покаяние, зашто тие повторно го раскнуваат за себе си Божиот Син и го срамат отворено. Што правиме ние со секој наш грев? Ние удираме по карпата. Му предизвикуваме болки на нашиот Спасител. Секој грев, како што нели секоја наша тешкотија, секоја наша неволја, тој сочувствува и како да ја прима на себе, така и гревот посебно го боли. Што е неговата цел, всушност? Да не спаси од гревот, да раскрстиме со гревот. Наместо да разговараме, наместо да му се обратиме на Исуса, ние со секој наш грев, како да удираме по него. Не како да, така е, всушност. Удираме по карпата, нешто слично на ова што овој пропуст што го направил Мојсей.
И замислете си, зарем така можеме да влеземе во Ханан? Никако. Ние мора да престанеме, ние мораме да го одложиме тој наш стап долу, да го спуштиме, да престанеме со гревот, со Божја помош. Се можеме, сами ништо не можеме. И да бараме помош, да бараме сила од Господа, и така ќе влеземе во Ханан. Никако поинаку. Да, Мојсей бил почестен подосна да биде воскреснат и директно да се најде горе. Но повторно заслугите се Христови. Поради Христовите заслуги, поради Божјата милост, тоа му било дозволено. Но не му било дозволено и покрај оваа ситница, ќе кажеме, мал грев, да го види Ханан, оној земскиот Ханан. Убава поука за нас, убава поука и за оние кои што мислат и сметаат дека ете, ќе си грешеме до крај и сепак Господ ќе биде милостив и ќе не прими. Не, мора да дојде момент во нашиот живот кога ќе ги положиме нашите стапови, ќе престанеме да удираме. Со секој грев, всушност, удираме, маваме по Христа и повторно го распнуваме, како што вели овде. Како рековме, еднаш требало да биде удрен, еднаш бил удрен, еднаш бил распнат, еднаш за секојаш Исус го положи својот живот како жртва. Не може повторно и повторно. Дека Господ ни даде сили, ова се прекрасни поуки, ни даде победа над гревот, а нашиот Господ е толку милостив, нашиот Господ е секојаш тука покрај нас да ни помогне, нашиот Господ не сваќа во секоја наша неволја и нашиот Господ има сета сила, како што читавме и учевме во буката, да ни ја даде и за живот, за еден перфектен, совршен, побожен живот и за победа. Нека му е слава нему. Амин.